Денеска ќе одам малку порамо дома, затоа што секогаш одам од 9-10-11 часот на вечер. Што да ви кажам друго? Со ова државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски го заврши својот мандат откако поднесе неотповиклива оставка. Коцевски ова го направи пред да почне расправата во собранието за предлогот на владата за негово разрешување. Рече дека ваквата постапка е политичка одлука. Почетокот тврдев дека евентуалната постапка за моје разрешување е политичка одлука. Затоа денеска поднесов неотповиклива оставка. Функцијата што во изминатите нешто помалку од 2 години ја вршев честно, достоинствено и од која заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност, поради очигледното непочитување на принципите врз кои почива правната држава. Истакна дека предлогот за разрешување воопшто не го добил, а известувањето за седницата го добил само 1 час пред да започне расправата за оваа точка. Станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекусежни последици по независноста на јавното обвинителство. Овој предлог, како основи за разрешување, од она што го имам како сознанија, содржи само 3 реда, а ниту еден од нив нема образложение или аргументирана подкрепа. Собраниската седница пак која започна половина час подосна, колку што траеше и обраќањето на Коцевски, само ја констатираше неговата оставка. Јунјоктој се зотрија Љупчо Коцевски me 16-12-2025 parashtroi kërkesë për ndërprerjen e funksionit prokuror publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Konstatoj se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me nenin 86 paragrafit 2 të ligjit për prokurorinë publike, zotërisë Љупчо Коцевски ja konstatoi ndërprerjen e funksionit prokuror publik и Република сë Maqedonisë së Veriut. Со констатирањето на оставката е прекинат мандатот на Коцевски како државен јавен обвинител, а во наредниот период се очекува да започне постапка за избор на негов наследник. Неговата оставка доаѓа по предлогот на владата за негово разрешување, во кој беа наведени следните причини. Поради направени крупни професионални грешки при раководењето со јавното обвинителство, што доведува до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката согласно закон. Нарушување на угледот на јавното обвинителство и неговиот личен углед. За Коцевски кон крајот на јули годинава беше изгласана интерпелација, но тој натаму продолжи да ја врши функцијата. За државен јавен обвинител беше назначен во февруари 2024 година.